Новото раководство на ФК Тетекс го повика легендарниот Мирослав Јаковљевиќ да биде нов шеф на стручниот штаб. Денес беа повикани фудбалерите на прозивка во просториите на клубот. Од утре почнуваат тренинзи и подготовки за пролетниот дел од првенството во втората лига. Да кажем да се заблагодарим на поверење. И сигурно ово што кажавте што очекуваме. Па ова година е превасhodно да останеме во лига, а se nadam da će da bude tako. Ne se nadam, nego mislim da sam siguran da će ostanemo u ligi. A Teteks kao Teteks jedna ekipa koja mnogo godini načiše u makedonskom fudbalu i svega mora da ga vratimo na one staze na koje bea bar da pokušamo da se približimo, ako ne kao što beše porano. Zato site nije što befme u klubu dolgo godini i da napravimo svega napred, da napravimo sve što možemo da se Teteks u ovoj moment ostane u liga, jer to je nešto što je prevashodno zato što ne bi bilo dobro da ispadne, jer ako bi ispao, verovatno onda teško bi bilo da se održi Teteks kao Teteks uopšte. Zato ova, da kažemo, nije 6 meseci, to je 4 meseca, je na nas site što sme o klubot da napravime jedan napor golem, sveko je da je raboti svoja rabota, sveko je da daje maksimum, kako ljudi što se u klubot, što se daju svoji novci, da Teteks se spasi i nije stručni štab preko igrači koji to sve treba da pokažu i da sprovedu на терен. 59-годишниот Јаковљевиќ настапуваше како играч за Тетекс во најдобрите времења на клубот кога се надпреваруваше во поранешна Југославија. Ако јас во Тетекс бев 17,5 години. 12 години бев како играч и 5,5 години како тренер. А до сега како тренер работев у много клубови во Македонија, у прва и втора лига. Да кажемо, у прва лига работев у Скопје, у Беласица, у Куманово, у Кратово, у Силекс. У втора лига Тетекс, Југохром, Скопје втора лига, Маđари, Евромилк 2 пати, Локомотива много пати. Во наредниот период ќе се знае кој се уште ќе биде дел од управата, стручниот штаб, како и евентуалните нови фудбалери. Полусезоната Тетекс ја заврши на 8-та позиција со 16 бодови. Првиот надпревар од пролетниот дел се игра на 3 март на домашен терен против Струга Трим Лум.